Средното општинско училиште Ѓорче Петрово од Прилеп денеска ги отвори вратите за 9 одделенците, за да може да се запознаат со профилите кои што се нудат тука. Во учебната 2023-2024 година се планира да се запишат 322 ученици во 10 паралелки. Најчесто во здравствената струка и во струката лични услуги имаме голем интерес, додека во останатите струки интересот е помал, што не значи дека не ни се запишуваат ученици. Значи, денеска на отворениот ден видовме голема заинтересираност од учениците од основните училишта, така што се надеваме дека ќе ги наполниме паралелките. Поголем акцент на промоцијата ставивме на шумарско-дрвопреработувачката, на геолошко-рударската и металуршката струка и на текстилно-кожарската струка, каде што значи станува збор за струки и образовни профили кои што по завршувањето на средното образование можат слободно да конкурираат на пазарот на пазарот на трудот. Значи сите наши образовни профили се конкурентни на пазарот на трудот. Станува збор за стручно училиште во кое што професорите по практична настава, но и по теоретска настава им овозможуваат на учениците да се стекнат и со теоретски и со практични знаења. Исто така имаме и учење преку работа кај работодавач, што е исто така предност. Во училиштето има 5 струки со 9 образовни профили. Тука се здравствената струка, струката лични услуги, текстилно-кожарската, шумарско-дрво-преработувачката и геолошко-рударската и металуршка струка. Во здравствената струка има 3 профили. 2 паралелки за струката медицинска сестра и по една паралелка за профилот медицински техничар и физиотерапевтски техничар. Во струката лични услуги има 2 профили. Техничар за козметичка нега и убавина и фризери. Во шумарско-дрвопреработувачката струка има една паралелка. Во текстилно-кожарската исто така е планирана една паралелка која што е дуална. А во геолошко-рударската и металуршка струка ќе има 2 паралелки. Една со трајање од 4, а друга со 3 годишно трајање. Учениците во првите 2 години изучуваат повеќе општообразовни предмети, веќе во 3-та и 4-та година нормално има повеќе стручни предмети и учење преку работа кај работодавач. Односно, што е тоа? Тоа е во суштина праксата која што порано ја имало тука во училиштето. Сега со новото модуларно учење, праксата е преместена во компании, каде што се врши нормално, зборувам за нашата струка, производство на мебел или услуга, кроење, кантирање на иверици, медијапани и така натаму. Струката е потребна, нели сите се насочуваат сега да бидат здравствени работници, да бидат информатичари, а за наечиите се помалку и помалку ги има. Тоа е она нормално што му треба, затоа што мебелот е дел од секојдневието, така на него седиме, јадиме, работиме и така натаму. Мислам дека е доста перспективно, дефицитарно и ги поканувам учениците да се запишат кај ме. Секој ученик кој што ќе се запиши во оваа струка има можност да си го разбуди својот талент преку цртање, креирање на модели, конструкција и на крај до готов производ. Односно, од секој ученик од идеја идеме од идеја до реализација. Оваа струка е дуална паралелка, односно тоа значи ние имаме склучено договор во градот со 4 компании, каде што учениците изведуваат практичната настава, и дуалната паралелка ни значи 2 дена практична настава во компанија и училишна работилница, а останатите денови теорија, односно повеќе пракса, помалку теорија. Исто така, овие ученици што се запишани во нашата паралелка имаат можност за вработување веднаш по завршувањето на нивното образование. Компаниите се должни за да се ги повлечат веднаш, имаат обучен кадар кој што веднаш одговара на пазарот на трудот за нивно вработување. Стипендирани се во текот на нивното 4-годишно образование, земаат месечна стипендија од 3.500 денари преку Министерството за образование и наука. Препорачувам на сите 9 одделенци да се запишат во оваа струка, бидејќи има многу шетања, има многу интересни работи. Секоја година има модни ревии. Нашата струка техничар за козметичка нега и убавина се изучува во 4 години. Бенефитите на оваа струка се што нашите ученици се стекнуваат со знаење во поглед на нега на тело, лице,
Исто така тие значи имаат богата теоретска настава, опрема во училиштето што ја користат и вежбаат заедно со професорите. И исто така одат во козметичките салони во градот Сантука, каде што се едуцираат исто така и таму. Слушаме многу пофални зборови за нивното знаење. Значи буквално излегуваат како стручњаци после образованието, се едуцираат за многу работи во поглед на нега и убавина. Па добар занает е, има профит, има перспектива. Зошто? Зошто баш го одбрав овој занает? Имав желба, ме влече. Имам пријатели што се фризери. Така. Перспективен занает е? Да. Ќе си отвори свој салон или ќе се вработиш во некој друг, што планираш? Прво во некој друг фризерски салон, па после во свој. Најатрактивни се секако медицинските профили. Фармацијата е доста благородна наука која што е спој меѓу хемијата и медицината и при тоа се стекнуваат знаења од двете области и секој фармацевт всушност е неопходен дел од здравството, бидејќи за да им се помогне на пациентите покри тоа што треба да бидат проверени од лекар, треба да им се обезбеди соодветна терапија со цел да им се ублажат симптомите и тие се чувствуваат многу подобро. Јас мислам дека е перспективно бидејќи секој ден и се појавуваат нови болести со кои треба да се откријат нови лекови, нови хемиски реакции кои помагаат да се остварат тие нови лекови. Тука зазема најголем бран фармацијата, која е главна за изработка на тие лекови против борбата за болестите. Интересно е да се потенцира и тоа дека во Прилеп има над 30 концесии за рудници. Но во рударската струка се запишуваат многу малку ученици, иако веднаш по завршувањето им се нуди работа и доста висока плата. Според професорите, тоа било така бидејќи учениците, но и нивните родители сметале дека во рудниците има само тешка физичка работа, што воопшто не било вистина. Геолошко-рударската струка, да речеме и геологијата, и рударството, и металургијата нудат добри перспективи. Зошто бројот е намален, по моје мислење, бидејќи учениците и родителите најверојатно не се доволно запознати со каква работа се занимава во рударството и геологијата, значи во денешно време сето е механизирано, додека нивното мислење е спротивно дека во рудниците се работи физичка работа. Како што кажав, во денешно време сето е механизирано. Имаме рударски машини кои што работниците само ги управуваат, да речем, а не со физичка работа. Рударството нуди широк спектар на области, значи како што имаме работа и во фабриките, и во самиот рудник. Освен тоа, значи се изработуваат геолошки карти, се истражуваат минерали, не е стриктно само кога ќе спомнеме рудник, се замислува дека стриктно само во рудникот е, да речем, работата како физичка, како што напомнам. Јас се запишав овде за да ги проучувам минерали и природата. Јас овде се запишав со задоволство. Јас на сите деца му велам да се запишат овде, за да имаат иднина понатаму. Сега се отворените денови во сите средни училишта, а од јуни ќе се започне со уписите и борбата кој училиште да запише повеќе ученици.